Слободна тема за нова поезија. Литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ при Националната установа Центар за култура Илјо Антевски Смок Тетово распиша конкурс за најдобра необјавена песна за деца и возрастни по повод месецот на книгата 2020. Конкурсот, како и секоја година, се распишува во две категории, а за најдобрите ќе следуваат награди, односно прво, второ и трето место за возрастните и прво место, две втори и три трети награди за дечињата. Тоа се распишува во рамките на месецот на книгата. Сега од организациони така потешкоти, малку подотстрани е, инаку месецот на книгата од 15 октомври до 15 ноември. Значи го распишавме на 15 ноември, трае до 15 декември и да има може да се на недела да работи жири комисијата. Конкурсот е започнал 1988 година, значи веќе 33-то издание ќе биде. Доста масовен бил изминативе години. Темата е слободна, има две категории, песна за деца и песна за возрастни. Тоа значи би се случувало, значи песни за деца да напишат возрастни, а сме имали случаеви и песни за возрасти да напишат, значи, деца. Значи тоа се гледа само квалитетот, изразот, поетскиот израз, да се донесе нешто ново во поезијата. Поезијата е сепак гранка на уметноста во која што главна цел е да го развива богатството, да го збогатува речникот во случајот на македонскиот јазик, и дека конкурсот е отворен, може да пристигнат творби и на други јазици, меѓутоа треба да има препев на песните. Поради пандемијата со коронавирусот нема да се одржи литературната вечер, а резултатите ќе се објават на 25 декември на Facebook страницата и групата од клубот. Наградите ги доделувавме на литературна вечер, годинама одлучивме да нема литературна вечер поради пандемијата со COVID-19, туку наградите ќе се истакнати преку медиумиве и ќе секој постиче може да ги подигне во Центарот за култура Илјо Антевски Смок. Од многуте издавачки куќи во Македонија, како постојан и верен поддржувач на литературниот клуб и конкурсот, долго време се јавуваат издавачките книги Матица Македонска и Или.